Почитувани дами и господа, добро вечер, поздрав од спортскиот центар Јане Сандански во Скопје. Јас сум Бранко Илиевски, пред нас е надпревар од МЗТ Скопје аеродром ТФТ, втор надпревар од плейофот од полуфиналето. МЗТ Скопје води со 1-0 во серијата прв до 3 победи, откако на првиот меч славеше минимално 79-77 во истата оваа сала, во која главно актуелниот шампион ја контролираше играта, меѓутоа се доведе во финишот во една неповолна позиција да се бори за победата, која на крајот ја оствари трет пат во полуфиналето. Вкупно ТФТ, еден од најмладите кошаркарски колективи кај нас, тимот од Скопје, од скопската населба Тафталиџе, бара изненадување денеска во Јане Сандански, каде никогаш не го победил МЗТ Скопје. МЗТ Скопје кој има 11 победи на 11 последни пресметки со ТФТ. ТФТ има 2 победи во купот и во првенството, и двете пред 2 години, и реков е без победа против МЗТ Скопје аеродром во Јане Сандански, Крстевски, Петков, Гилон, Миловановиќ, Андоновски, Робев, Делалич, браќата Стојановски, Баковиќ и Танасковиќ. Изборот на тренерот Васко Атанасов, практично истиот состав кој играше против ТФТ на првата средба, на која МЗТ Скопје, реков, запиша минимална победа со 79-77. Нема изненадувања, значи во составот на македонскиот шампион, кој разочара во полуфиналето од АБА-2 лигата, особено на вториот меч, потфрли комплетно 98-64, загуби и со тоа беше елиминиран тренерот на МЗТ Скопје, Васко Атанасов, од 2 мај, прв тренер. Минатата година го наследи Драган Николиќ, му беше прв помошник. МЗТ во регуларниот дел беше прв со 18 победи и 4 порази, 2 од Пелистер, по 1 од Работнички и Феникс. Во претходната рунда го совлада гостивар со 3-0. Го видовте Војдан Стојановски, кој беше најефикасен на првиот меч кај МЗТ ТФТ во состав Николовски, Верц, Луис Ален, Ташовски, Крстевски, Николов, Калун, Стојанов, Марковски, Котон, Зафиров и Ифеје, ново име во составот на ТФТ. Го нема ветеранот Едис Нури во однос на првиот меч. Нури кој беше и во почетната постава петорка на ТФТ на надпреварот со МЗТ Скопје. Во оваа сала денеска не е во комбинација во избор на тренерот Боро Смилковски. ТФТ во регуларниот дел, ке подсетам, беше 5 со 14 победи и 8 порази. Во четвртфиналето беше подобар од Шаир со 3-1, а Виктор Ташовски импресионираше на првата средба. Младиот бек на ТФТ запиша 24 поени, на што придодаде 2 скоки и 2 асистенции. Беше најефикасниот играч во составот на ТФТ на првата средба и од него се очекува и вечерва многу во играта на скопскиот тим. Ова е судиската екипа, Феревски, Бошковски и Давидов, од кој очекуваме, се разбира, квалитетна арбитража на овој надпревар, на кој МЗТ Скопје и покрај тоа што одигра во меѓувреме еден надпревар и го загуби, рековме, од Спартак во АБА-2 лигата, и е во посилен ритам на надпревари, влегува како фаворит против ТФТ и на оваа средба и ќе мора да ја оправда фаворитската улога и да оди на трет меч и трета победа веќе викендов. Скромна е посетата во спортскиот центар Јане Сандански, иако МЗТ Скопје ги отвори вратите за навивачите, бесплатен влез, но што е тука е традиционалната група Фемили е на трибините, не во бројка огромна, меѓутоа ќе ја има поддршката МЗТ Скопје и вечерва против ТФТ. Почетната петорка на МЗТ Скопје е Гилон, браќата Стојановски, Баковиќ и Танасковиќ, очекувано.
Гилон кој на првата средба запиша 6 поени, 6 скока и 4 асистенции, иако има подобар просек од 8,8 поени, сепак не одигра квалитетно против ТФТ на првиот меч, додека ТФТ во стартната петорка ги има Верц, Ташовски, Николов, Калхун и Марковски. Ова е Борос Милковски, кој изјави дека и покрај промените во составот имаат добра квалитетна сезона и дека се надева дека неговиот тим може да ги исполни своите цели во овој меч, а тоа е да направи брейк на теренот на противникот, па ќе видиме дали неговите очекувања ќе се остварат или МЗТ Скопје ќе успее да ја оправда повтор пат фаворитската улога на оваа средба. Калхун, американецот кој има 24 години. Марковски пред малку, па Ташовски, Марковски, Ташовски. Ташовски од далечина под притисок на времето промашува прв обид за 3 поени на Ташовски. Реков 24 поени на првата средба, еден од најдобрите поединци воопшто на надпреварот беше Ташовски. Гилон, Војдан Стојановски за 3. Еден од еден за 3 поени на Војдан Стојановски, кој на првиот меч запиша 16 поени. Беше најефикасниот играч во составот на МЗТ Скопје, а сега враќа на спротивната страна Марковски 3-3. Гилон. Одново Гилон. Дамјан Стојановски има нова тројка. 6-3. Две тројки на МЗТ Скопје, една на ТФТ. Ташовски комбинира таму со Николов. Бара позиција за поен и изгради позиција за шут, меѓутоа беше непрецизен. Дамјан Стојановски, за момент го видовте и Бакович. 8 поени запиша Бакович на првиот меч. Гилон за 3, има тројка. 9-3, 3 тројки на кошаркарите на МЗТ Скопје. По една на браќата Стојановски и една на Гилон. Марковски запиша 3 поени кај екипата на ТФТ. Плюс 6 за домашниот тим. Гилон тргна во контра, а има лична грешка од Николов, негова прва. 4 тројки вкупно на мечот, досега 3 кај екипата на МЗТ Скопје. Наскович, негова позиција, но непрецизен. Калхун, Верц. Еве поени на Николов, први негови, 9-5. Гилон. Ке погледнеме уште еднаш дуел со Ташовски, лична грешка. Негова прва.
Од тешка позиција не успева Дамјан Стојановски да запише нови поени, останува на досегашните 3 и има еден скок. Можност да направи притисок сега ТФТ со овој напад, да постигне нови поени и да се доближи до предноста на противникот. Лична грешка на Баковиќ, прва негова, прва воопшто тимска на МЗТ Скопје. Ефикасно, атрактивно започна овој надпревар. Николов, Ташовски и сега добро го чуваат кошаркарите на МЗТ Ташовски, а на спротивната страна лесни поени за Гилон, пети негов, 11-5, повтор пат на мечот, плюс 6 за кошаркарите на МЗТ Скопје. Оу, каква рампа сега на Баковиќ во дуелот со Николов. Ја видиме оваа рампа уште еднаш, добро поставен Баковиќ, извонредна блокада и Николов беше во проблеми. Ташовски, Николов и ки имали сега тројка, нема втора тројка за Марковски. Останува 11-5, два пати плюс 6, 9-3, 11-5 за МЗТ Скопје. На мечот на стартот Гилон, една тројка, сега промашува, прво негово промашување за 3 поени, 1 од 2 има, а доста грешат кошаркарите на ТФТ на стартот од овој меч. Така беше и на почетокот на првиот меч овде во Јане Сандански, кога МЗТ Скопје имаше 7-0 на почетокот, па 11-3 и тоа беше знак за проблемите на ТФТ. И сега прекрасен влез и поени на Војдан Стојановски, негов пети, 13-5 плюс 8 за МЗТ Скопје Аеродром. Одличен почеток, како да ја пресликува играта шампионот од првиот меч со ТФТ и не делуваат изфрустрирано од елиминацијата од Спартак во АБА-2 лигата. Добро го почнуваат овој меч со плюс 8 за сега. Верц прв пат шутира за 2 поени и постигнува 13-7. Танасковиќ пред малку, па сега да видиме одличен влез и нема поени тука за Дамјан Стојановски, а има лична грешка. Калкун. Прва негова, гледате добар дриблинг на Дамјан Стојановски, не поентираше на крајот. Марковски оди на клупата да одмори малку. На негово место е со број 41 Дејвид Котон. Танасковиќ 15-7. Останува Верц на двата поени досега, има 2 скока и 1 асистенција. Војдан Стојановски. И за 3 има тројка. Баковиќ 18-7 и плюс 11 за прв пат на мечот, двоцифрена предност за МЗТ Скопје. Алармот е вклучен, тайм-аут. The zone wasn't a problem. It's our approach and our body language on the floor in a semi-final game, okay? So we are one harder closeout away, we are one statement rebound away, instead of giving them 4 3-point shots, okay? We close out defense, unforced turnovers in transition. Bad body language. We are too sloppy, too slow.
They are up by 10 at this moment. So is it time to start playing at this moment? Let's play. Let's play. Hey, let's play. Let's play. Hey, better jump on First this 30 possession. seconds. First possession. Darren Dave. That is first Dave. Victor with the ball. Straight, clear out. Strachel leave. Come back. Okay. Leave from that. Let's Hey, go. hey, on their course, one, you know. 4 од 5 за 3 поени има МЗТ Скопје, 1 од 3 ТФТ, 3 од 7 за 2 шампионот, 2 од 6 гостите. Статистиката до сега 7 скока на кошаркарите на МЗТ Скопје, 4 на ТФТ, една блокада на домашниот тим, една украдена топка, 5 асистенции, 2 асистенции на кошаркарите на ТФТ. Тимската статистика на 4 минути и 20 секунди до крајот на првата четвртина. Продолжува проблематичната игра на гостите. Еве уште еднаш обидот да искомбинира Ташовски и Хотон. Убаво движење, меѓутоа немаше тука поени за Делалич, тој е во игра. И сега Гилон, каква позиција, не успева да постигне поени, останува 18-7, Гилон на 5 поени, 1 скок и 1 асистенција, Калкун нема тројка. Трето промашување на кошаркарите на ТФТ за 3 поени. Имаат една тројка. Војдан Стојановски ја запиша таа тројка Марковски на почетокот од мечот. Тој во моментов не е во игра. Робев влегува во игра кај МЗТ Скопје. Тројна измена во составот на ТФТ. Го гледам сега на паркетот и Ален Луис. Со број 5, еве го. Гилон. Робев. Убаво движење. Добра асистенција на Баковиќ за Танасковиќ. ...27, четврти поен за Танасковиќ. Плюс 13, највисоки до сега на мечот за МЗТ Скопје, кој од стартот ја контролира резултатски оваа средба. Еве и петти поен за Танасковиќ. 21, 7 плюс 14, највисоки за МЗТ Скопје. Верц. Крстевски е во игра. Верт за 3. Има тројка. 21-10. 11 негатива за гостите. Бара нивниот тренер Борис Милковски поактивна, побрза игра. Гилон. И сега да видиме. Ја загуби топката Делалич, беше невнимателен. Делалич, кој беше еден од четворицата играчи на МЗТ Скопје, кој имаше двоцифрен ефект на поени на првиот меч, имаше ефект од 15 поени. Еве го на паркетот. Луис. Лична грешка. Андоновски, прва негова лична грешка. Луис вади надвор. Не се реши за 3 поени Крстевски. Еве сега за 3. Тоа е Зафиров. Нема тројка. Зафиров, кој на првиот меч постигна 9 поени.
А еве го тој прекршок на Луис. Поените важат 23-10. Гилон 7 поени. Нема поени на спротивната страна. Гилон, Бакович, Робев. Делалич. Гилон за 3. Нема тројка. 7 поени. Еден скок, една асистенција за Гилон. За 3 поени. Има 1 од 3 и оди на клупата малку да одмори. (23-10) предност за МЗТ Скопје. Имаше само едно израмнување на овој меч, 3-3 досега во оваа прва четвртина на стартот, кога Марковски постигна 3 поени. По првата тројка на МЗТ Скопје. И сега да видиме, нема тројка. Ништо од оваа борбеност на гостинските кошаркари. Крстевски пред малку не успеа да запише тројка во игра кај МЗТ Скопје. Петков. Петков кој имаше ефект од 4 поени на првиот меч. Петков еве го навлез и каква рампа тука. Мислам дека беше тоа Крстевски. Андоновски. Лична грешка, негова втора. Добра беше она блокада на Крстевски пред малку во дуелот со Петков. Прва блокада во составот на ТФТ. И сега Зафиров од тешка позиција. Премногу очекуваше. Делалич, па топката е кај Петков. Бакович, Робев. Има прекршок овде. Очигледно беше тоа од Луис. Негова втора лична грешка. Еве го тој дуел со Делалич. Петта тимска. Делалич ке оди на линијата за слободни фрлања. 23-10 и натаму. 25 секунди, 4 стотинки до крајот на првата четвртина. Крстевски оди надвор од игра. Промашува во првиот обид Делалич. Останува на 0 поени за 4 минути игра. Еве го првиот поен, 24-10. Повтор пат на мечот имаат плюс 14 домашните, 21-7, 24-10. За 3. Немаше тројка за Калкун. 24-10. МЗТ Скопје ја контролира играта, резултатот и доминира во овој прв период, ја оправдува во целост фаворитската улога на меч на кој домашниот тим го има Гилон како најефикасен за сега со 7 поени.
По 5 запиша Војдан Стојановски и Танасковиќ. Дамјан и Баковиќ имаат по 3. 1 поен за Делалич пред малку од линијата за слободни фрлања. Во составот на ТФТ Верц има 5 поени, Марковски 3 со една тројка, Николов 2, само 10 поени за 10 минути игра во првиот период, премалку за ТФТ ако сака да биде конкурентен. Тимската статистика вели дека 66% има успешност МЗТ за 3 поени, 4 од 6, 2 од 9 има, само 22% успешност ТФТ за 3 поени, 2 од 7 ефектот на ТФТ за 2, 5 од 12 кај МЗТ Скопје, кој доминира и подобрачите, има 14 скока наспроти оние 8 на ТФТ. Бројки кои апсолутно говорат се за заслужената предност по втор пат на мечот, плюс 14, 24-10, 21-7. Резултат кој за сега му носи најава на МЗТ Скопје за втора победа во дуелите со ТФТ. Гледате Чековски. И има прекршок овде. Хотон, прва лична грешка. Има ли тројка? Така е. Делалич, четврти негов поен, прва негова тројка за Делалич. 1 од 1 за 3 поени за него. 27 10 плюс 17 за домашниот тим. Има и напад МЗТ Скопје, едноставно го меле во ова прво полувреме својот противник и со малку среќа за ТФТ не заврши поентерски овој напад за Танасковиќ. Еве го тој момент, уште еднаш не сакаше топката, а го призна овој прекршок Дамјан Стојановски, негов прв. 27-10. Калкун оди надвор од игра. Измена во составот на гостите. Ниту еден поен за речиси 8 минути игра за американецот. Многу грешки на гостите за сега. Не ја преслика играта од првиот меч против МЗТ Скопје. Тргна и тогаш лошо, меѓутоа се вратија во игра. Резултатски сега за сега не успева да се наметнат поентерски. Петков не успева за 3 поени. Пет од 8 има МЗТ Скопје за 3 поени. Верц. Два поени за Верц, вкупно 7. 27-12. Робев и натаму без поени. Робев за речиси 5 минути игра. Ево го за 3 Робев. Први негови поени, 30-12. Највисоки плюс 18 за МЗТ Скопје. За момент Крстевски, па сега Зафиров, вади надвор.
Верц таму и сега ќе има ли тројка? Не успева Зафиров за 3 поени, офанзивен скок на Хотон, но добро покриен таму од кошаркарите на МЗТ Скопје, убав дриблинг на Петков, оди сам Петков и не успева да запише поени, но останува МЗТ Скопје во напад. Една убава игра, добра кошарка гледаме во Јане Сандански, тоа е несомнено, лошо е што резултатски не парира ТФТ, па засега по 13 минути речиси игра на мечот МЗТ Скопје има убедлива предност и највисока во овој момент, практично 30-12 плюс 18. Танасковиќ, Петков, Танасковиќ вади надвор и сега за 3 има нова тројка со број 24. Баковиќ запишува нови поени, 33 12 21 плюс највисоки за МЗТ Скопје. Ке вратили противникот со 3, успева Николов, пети негов поен, 33-15. Баковиќ 6 поени, Баковиќ кој пред малку запиша тројка, за него тоа беше втора тројка, има 2 од 2. Уште еднаш Баковиќ, меѓутоа видовте како заврши овој обид. Како да очекуваше прекршок Баковиќ овде. Марко Баковиќ првиот меч го заврши со ефект од 8 поени и 11 скока. 33-15. МЗТ Скопје запиша дури 7 тројки од 10 обиди, 3 од 11 има ТФТ. Само 27% успешност, 70% успешност на МЗТ Скопје и сега Зафиров на линијата за слободни фрлања. Први негови поени, неспорски прекршок, приговор пред малку. Луис. Потом па Николов. Верц. Луис. Потом Луис. 4 секунди имаше до крајот за овој напад, а сега Војдан Стојановски. Дамјан Војдан. Гилон. Еки има ли тројка? Не, нема за Дамјан Стојановски. Николов дефанзивен скок. Луис бара побрза игра од своите соиграчи. Малку во американски стил, а сега Калкун. Има лична грешка. Еве го неговиот дриблинг и влез во дуелот со Баковиќ, негова втора. и 33-17. Први поени за Калкун. Еве и втори за 33-18. прават кошаркарите на ТФТ во овој период и она предност од 21 највисока
33-12 се стопи, меѓутоа на спротивната страна Делалич тројка 36-18. Тайм-аут ТФТ. One-on-one too easily, then we are entering in rotations and they are moving the ball. They have open shots. They hit 7 3-point shots, but most of their shots are open. I don't like this body language. Stay focused and listen. Don't react on the rest. Stay locked down. Hey, go out there and show a little bit more effort and energy, okay? Hey, too special, okay? Alan, Trey, Strakil, Dave, Strakil clear out. Dar, stay over here, dribble, Dave on pop, Alan seal. If you don't have this, either, yes, lift, boom, boom, or lift, boom, boom. Stay aggressive, search for a contact. Hey, one-on-one, more aggressive. On the pick and roll, they are creative when we are in show. Too much advantage on you. 3-1-3, 1-2-3. Не може и не смее да биде задоволен тренерот на ТФТ Борис Милковски и неговиот тим никако да фати ритам резултатски на мечот на кој во моментов МЗТ Скопје има плюс 18. Највисоките 33-12, 21 плюс за МЗТ Скопје до сега на мечот. Делалич и Верц се најефикасните со по 7 поени. 7 има и Гилон кај домашниот тим. Еве го сега тука со реакција. За овој потек. Личната грешка, која е негова прва. На линијата за слободни фрлања Хотон. 10 минути игра, без поени, 4 скока. Ефектот на Дейвид Хотон на првиот меч имаше 11 поени, 6 скока. Ниту една асистенција. Еве го неговиот прв поен. И втор, 2 од 2. 36-20. Илон, па за момент Војдан Стојановски и на крајот тука Робев не успева. Топка за кошаркарите на ТФТ. Душан Танасковиќ 5 поени, 2 скока. Танасковиќ кој на првиот меч имаше 15 поени, 7 скока. Верц некако ја задржа топката. Луис за 3. Луис! 36-23. За Луис први поени на мечот, а на паркетот е нешто над 9 минути игра. Купно. Не успеа комбинацијата Војдан Стојановски и Душан Танасковиќ. Подобра игра во моментов на ТФТ во одбраната. И Гилон одново реагира. Некон судиите, очигледно има нешто да му забележи и неговиот тренер Васко Атанасов. Гилон кој го прави вториот прекршок, втора лична грешка. Тайм-аут МЗТ Скопје сака да ги врати во ритам Васко Атанасов своите кошаркари. Према двајца, сврти се на друга страна, нека биде према еден. Многу е гужва. Не може према двајца да игра во петина. Не свичайте без потреба. Значи нема потреба свичам. Јасно?
Значи нема потреба да свичаме само без веза и само примаме поени от това. Значи не свичаме, нема потреба, окей? И последни секунди да идете от трап. Окей, от свич идете от трап и край, завършва. Марин, значи направи му простор, искаш и по-високо дуле и Марин нека иде изпод, окей? Овде позади кой е, нека иде изпред него на ролот и край. Значи немojte само без веза свича. Ясно? Идете хора 7 пак однапред, дайте. Предходната тројка на Луис беше четврта во 12-тиот обид на ТФТ. МЗТ Скопје доста порасположен, 61% успешно за 3 поени, 8 од 13, 5 од 14 за 2 поени. На 35% успешност е МЗТ Скопје за 2, на 30 е ТФТ 3 од 10. 100% се гостите од линијата за слободни фрлања, 5 од 5, 2 од 4, 50% успешност на МЗТ Скопје. Се на се. Актуелниот шампион за сега успева да ја оправда фаворитската улога на овој меч Луис. Промашува од линијата за слободни фрлања Луис. Прв пат е во ваква позиција. Две промашувања од линијата за слободни фрлања. Луис останува на онаа тројка. Пред малку и сега за 3. Оу, каква убав шут Војдан Стојановски. Осми негов поен. 39-23. За МЗТ Скопје, тоа е 9-та тројка од 14 шута, неверојатна ефикасност за 3 поени на домашниот тим. А ние го гледаме овој прекршокот пред малку уште еднаш на Петков, негова прва лична грешка. МЗТ Скопје има 5 тимски. Луис 1 од 3, четврти негов поен. Останува на овие 4 поени и само едно искористено слободно фрлање од 4 обиди. Петков. Има прекршок врз Војдан Стојановски. Иако се чуди Хотон, сепак мислам дека се во право судиите. Втора лична грешка за Хотон. Луис излегува од игра, Ташовски влегува, фалат, недостасуваат неговите поени, ке подсетам уште еднаш 24 запиша Ташовски на првиот меч против МЗТ Скопје и тој го одржуваше резултатски во живот својот тим. Денеска не е така, затоа што МЗТ Скопје добро внимава, а Делалич 9 поен, 41-24. Колку не е во игра, Ташовски бара позиција за шут. Ташовски. Поени за Ташовски, први негови на мечот. Речиси 7 минути е вкупно на паркетот. Насковиќ 7 поен. 43-26. Ташовски. Завршница на првиот дел, 2 минути и 25 секунди до крајот. Ташовски во серија, четврти негов поен, 43-28. Нешто побрза игра, но и поагресивна игра во одбраната на ТФТ во овој завршен дел од првото полувреме, што му создава проблеми во играта на шампионот. Еве таа блокада во дуелот на Танасковиќ со противничката одбрана.
Видовте Калкун 12 минути игра, само 2 поени, 1 асистенција. Калкун кој на првиот меч имаше ефект од 7 поени, 2 скока и 1 асистенција. Верц со 7 поени најефикасен играч кај ТФТ и сега за 3 промашување на Николов. Ефектот негов е 5 поени и 1 скок. Робев нема поени, останува на досегашните 3. Хотон, трета лична грешка, погледнете како наседна во овој дуел со Делалич. Тайм-аут на ЗТ Скопје. Јасно, останете. Харисе, слушај, Хотон е на теренот. Душане, иде 1 на 1 за Харисе. Остани овде. Пусти го овде, окей? Само терај го према Душан. И крај, идете обојца. И немој да скачаш, остани на земја. Слушај, не, иди по него, да. Слушај, идете вака. Војо, Харис, Душан, Марин, Робе Погу, окей? Дуле, Робе Фукјош, исто време, Војо за Харис, пин даун за Војда, окей? Пас и одма тргни у пик, Душан, јасно? Харис се рашири, остани овде, ако има хедж, назад, Душан рол, Харис иди на кат, окей? Ако прими топка на шорт рол, Душан, останете, Дуле, имаш само долу ротација, остани овде, само скип на Харис тука, јасно? Ајде. Не сака да ја испушти контролата, резултатска на мечот Васко Атанасов. МЗТ Скопје на минута и 40 секунди до крајот на првиот дел има убедлива предност 43-28. Овие плюс 15 не се највисоката предност на домашниот тим. Има оние највисоки 21-33-12 во првото полувреме. Делалич, убав лес, убави поени, 11 негов, 45-28. Единаесет поени за Харис Делалич. Интересно, тој на првиот меч запиша 15 поени, 6 скока и 1 асистенција. За сега 11 поени по 1 скок и 1 асистенција. И сега нови поени, Петков, први негови, 47-28. Плюс 19 за МЗТ Скопје. Близко до оние највисоки 21-33-12 во втората четвртина. Откако не успеа МЗТ Скопје да стигне до финалето во АБ2 лигата, главна задача сезонава секако е одбрана на титулата. Луис од тешка позиција и има прекршок од Делалич. Негова втора лична грешка. Но Луис не се покаже како успешен од линијата за слободни фрлања. Има 1 од 4 до сега. Ке видиме дали ке ја поправи статистиката на мечот од оваа позиција. Верц е најефикасен со 7 поени. Николов има 5.
Луис 5 сега со ова искористено слободно фрлање. И не му оди баш најдобро, 47-29. Завршница на првото полувреме. Војдан Стојановски, Танасковиќ, Петков, убав дриблинг, Петков, мајсторија на Петков. Четврти негов поен, Петков, Марин Петков, 21 година, играше во Феникс и Вардар. 4,6 поени му е просекот во регуларниот дел од сезоната. На првиот меч 4 поени, 2 асистенции, сега 4 поени, 2 асистенции, 1 асистенција и 2 скока на Петков. И сега, поради ова однесување на тренерот Борис Милковски, слободни фрлања на спротивната страна. Војдан Стојановски, реагира судиите на реакцијата на Борис Милковски. 49-29, 20 плюс за МЗТ Скопје. 50-29. И повторно е МЗТ Скопје на 21 плюс втор пат на мечот по 33-12, 50-29, крај на првиот дел во кој постојано води МЗТ Скопје, освен само во еден момент на стартот 3-0 за МЗТ, па 3-3, 6-3, 9-3 за МЗТ Скопје со 3 тројки на стартот од мечот. Ја најавува можеби втората победа против ТФТ во полуфиналето од плейофот на вториот меч, потоа целосна контрола резултатска на оваа средба. Во првата четвртина највисоки плюс 14 во 2 наврати, а потоа во 2 наврати највисоки плюс 21, 33-12 и 50-29 како конечен по првиот дел, во кој Делалич со 11 поени, прв стрелец кај домашната екипа, единствен со двоцифрен ефект. Војдан Стојановски има 9, Танасковиќ 7, Верц со 7 на спротивната страна неефикасен, Николов и Луис имаат по 5 поени. Што се однесува до тимската статистика, МЗТ Скопје има извонреден ефект за 3 поени, 9 од 15, 4 од 13 има ТФТ за 2 поени, 50% успешност на МЗТ Скопје, 10 од 20, 5 од 13, само 38% успешност на ТФТ, во чии редови, реков, барем за сега нема играч со двоцифрен ефект на поени во првиот дел. Одиме на пауза, а потоа се враќаме со коментар од салата. Јане Сандански во скопската населба Аеродром. МЗТ Скопје, ТФТ, втор меч на полувреме во полуфиналната серија, 50-21-29, повтор пат плюс 21 за домашниот тим. Се раќаме со коментар на мечот МЗТ Скопје ТФТ.
втор полуфинален во серијата прв до 3 победи. МЗТ Скопје води со 1-0 по првиот меч кој го добија тесно 79-77. Сега на полувремето на втората пресметка е 50-21 21 плюс за МЗТ Скопје, што ќе рече дека домашниот тим ја контролира играта, резултатот и за сега лесно се спротивставува со ТФТ. Еве први 3 поени, прва тројка на Ташовски, седми негов поен, 50-32 за екипата на ТФТ. Ова е петта тројка во 14-тиот обид, дури 9 тројки имаше МЗТ Скопје, ја нема 10-тата по овој шут пред малку, а сега Гилон запишува поени за 52-32. Котон четврти негов поен, претходно Војдан не успеа да запише 3 поени за МЗТ Скопје. Поен за поен се игра на стартот од вториот дел, 52-34. Убав лес на Војдан Стојановски, меѓутоа запрен со прекршок. 9 поени, 2 скока, 5 асистенции. Ефектот на Војдан Стојановски, кој на првиот меч беше наефикасен кај својот тим со 16 поени, 2 скока, 4 асистенции. Сега наефикасен е Делалиш со 11 поени. Еве го 10-тиот на Војдан Стојановски, 53 34 54 34. 11-ти поен на Војдан Стојановски се израмнува со Делалич и тоа се единствените двајца со двоцифрен ефект на поени досега, со 7 Ташовски и Верцена ефикасни кај гостинската екипа. Ташовски кој игра под нивото од првиот меч, кој го заврши со 24 поени, беше наефикасен. Танаскович нема поени, застана на 7 досега, речи си 20 минути игра на мечот. Гилон 9 поени, 1 скок, 1 асистенција, имаше овде прекршок од Ташовски. Втора лична грешка за Ташовски. Гилон на првиот меч со 6 поени, 6 скоки, 4 асистенции. Денеска нешто подобар во однос на реализацијата, 9 поени. Танаскович, убав лес, нема поени. И лична грешка признава Војдан Стојановски, негова прва во дуелот со Верц. На плюс 20 е МЗТ Скопје. Од оние плюс 21 на полувремето, 50-29. Ташовски. Верц. Верц и натаму, навлез, убаво сочека и го посака среќата Верц. 9-ти негов поен, 36-ти за ТФТ, 54
36, Верц 9 поени, 2 скока, 2 асистенции. Дали ќе успее во вториот дел на почетокот некако да се врати во игра ТФТ, ќе видиме. Во секој случај направи се што можеше тренерот Борис Милковски да ги разбуди своите играчи во првиот дел, меѓутоа не успеа во тоа, но ќе видиме сега дали во ова второ полувреме ќе биде нешто поинаку резултатски на мечот. Калкун Хотон прв е со 4 прекршоци на мечот. Хотон, гледате, во овој дуел со Дамјан Стојановски. Малку се чудеше американецот, ќе мора да оди надвор од игра. На негово место влегува Дамјан Крстевски, 24 годишниот кошаркар на ТФТ. На првиот меч символични 2 поени, 3 скока, 1 асистенција. И сега убава акција, поени на Војдан Стојановски, 13 и негов, тој е најефикасниот играч на мечот, 56-36. Прави лична грешка сега, втора. На почетокот од вториот дел нешто поактивна игра на ТФТ, меѓутоа за сега и натаму со овие плюс 20 МЗТ Скопје, од оние максимални плюс 21 во 2 наврати на оваа средба. За 3 нема тројка. Тоа беше Калкун. Робев е во игра. Гилон комбинира со Дамјан Стојановски. Баковиќ. И сега Делалич за 3. Има тројка и прекршок. Делалич 14 негов поен. 59-36. Ке оди и на линијата за слободни фрлања. Највисоки 23 плюс. Еве 24, 60, 36. Го меле едноставно својот противник МЗТ Скопје. Делалич 15 поени. Делалич кој за 3 поени има 4 од 5. Го гледате Верц. Борис Милковски изјави во пресред на овој меч дека се надева на можен брейк евентуално, иако беше свесен дека ќе биде тешко. Гледате Гилон, па Баковиќ 8 поен, 62, 36 плюс 26, највисоки за МЗТ Скопје. Луис се распадна играта на ТФТ комплетно. МЗТ Скопје брзо се рехабилитира по поразот од Спартак Суботица на реваншот од полуфиналето во АБА 2 лигата и елиминацијата. Сега Делалич нови поени, 18 негов поен, 65, 36, 29 плюс игра на мачка и глушец овде во Јане Санџански. Зафиров за 3, четврти негов поен, прва тројка, 65-39. Гилон, убава идеја да асистира тука за Дамјан Стојановски, не мина оваа комбинација, 65-39 останува.
Сабота се игра третата пресметка, но тогаш на теренот на ТФТ во Кале. По системот 2-2-1, ако се играат 5 меча, но овде станува известно дека во третиот дуел веројатно ќе го добиеме првиот финалист од полуфиналето меѓу МЗТ Скопје и ТФТ. Поени за Зафиров, 5 негов, 40 за екипата на ТФТ. Зафиров 5 поени. Зафиров кој на првиот меч запиша 9 поени и 1 скок. Тайм-аут ТФТ. Не бајете со енергија, не бајете со енергија. We are starting to lose aggressiveness in our pick and roll defense, okay? We started with good energy couple of minutes and again big energy slump that is result of this 10-2 run that they are doing on us. From timeout we are going G2, okay? We have Strakil. I will put Alan over here. Yola, you inbound. Trey and Tusta. So fake like you will receive this ball. Screen for Alan. Inbound this. Yola go screen hip check. Alan drive. What is important in the spacing when we are moving the ball. If you don't take that shot, we are dead. We are dead. Okay. So play with self-confidence. If you are alone, take the shots. We have try after try after try. We need to shut the ball, okay? Дури 11 тројки запишаа кошаркарите на МЗТ Скопје. 4 има Делалич. По 2 Војдан Стојановски и Баковиќ. Зафиров вади надвор. Сега Верц за 3. Има тројка за Верц. 12 негов поен, инаку тоа е вкупно 7 тројка на кошаркарите на ТФТ за Верц. Втора тројка во четвртиот обид. 65-43. Не е задоволен од играта на своите играчи. Борос Милковски постојано тука покрај аут линијата со совете, еве и за овој прекршок на Зафиров, кој е втор. 4 Хотон, тоа е прв под закана за предвреме го напушти на преварот, но сега е повеќе на клупата. Делалич 19 негов поен, најефикасен е на мечот Делалич. И 20, 67, 43. Лоис вади надвор и ќе има ли тројка сега? Има Николов. За Николов 8 поен и втора тројка во четвртиот обид, а за екипата на ТФТ 8 тројка во 19-тиот обид. Ја прегледуваат снимката судиите. Еве што е дилемата од она, ако можете да го забележите, што се обидуваме да го ловиме со нашите камери.
И сега дали дилемата е аут или прекршок. Не можам да забележам. Баш најдобро. Досуден е аут за МЗТ Скопје. И останува потврдата на оваа одлука. Крстевски играл последен со топката. 67-46. Убедлива предност на домашниот тим кој има 21 поен предност, а имаше највисоки 24-67-43. Луис Зафиров, па комбинација беше тоа со Николов. Луис се обидува некако да ги разигра своите соиграчи, но тоа не го прави баш наидеално. Луис малку и на сила и тогаш не оди баш најдобро. Дамјан Стојановски. Петков 4 поени, 2 скока, 1 асистенција. На првиот меч имаше 4 поени и 2 асистенции и сега прекршок во напад на Андоновски. Нема голема минутажа на овој меч. Андоновски околу 4 минути, 3 лични грешки. Немаше и некој посериозен ефекти на првиот меч. Реков на почетокот од овој натпревар Васко Атанасов со истиот состав, додека ТФТ со една измена и Феја на местото на Нури, меѓутоа и Феја не доби минутажа до сега на мечот. Има овде 3 поени. 67-49. Андоновски офанзивен скок и сега за 3 не успева Делалич. Убав лес и убави поени на Луис, седми негов. ,51 за ТФТ. 67 51. Шут, не ротирате овде, немаме некст, спотап. Немаме овде, имаш помош, сам си даваш помош, шут, спотап, тројка. Предходно пак исто, пас укјаш, нема ротација, шут, тројка. Фул некст, реков, значи фул некст. Имаме фаул, направи фаул. Ствари немаме фаул. Немаме. Значи што сте расширени сите, овде собери, нека иде на драйв, колапс, сайт и крај завршува. Каква одбрана е ова, што си играте курот? Не давајте шутеви! Кор 7 за Војдан. Океј, следна хорс даун, со Харис и Соре. Не сакама баш никако Васко Атанасов да испушти оваа предност. Тројката на Крстевски пред малку први негови поени на мечот за 11 минути игра, на што придодаде до сега 1 скок и 2 асистенции. ,5-0 прават кошаркарите на ТФТ и од 67-46 сега е 67-51 и сега можат и нови поени да запишат. Верц изнуди прекршок овде. Трае овој добар период на ТФТ.
и ова е сериозна закана за МЗТ Скопје. Делалич, лична грешка. Еве го тој момент уште еднаш. За него трета. А Верце на линијата за слободни фрлања. 12 поени, најефикасниот во составот на гостинскиот тим со 2 скока и 3 асистенции. Ефектот на Треј Верц, кој на првиот меч имаше само 6 поени, 4 скока и 5 асистенции. Промашува во првиот обид Верц. Прв пат е на линијата за слободни фрлања на денешниот надпревар. 1 од 2 за Верц. Верц кој има 13 поени, 52 за екипата на ТФТ. Има лична грешка. Невнимателен Верц во дуелот со Гилон. Дуел на двајцата плеймейкери. Гилон кој за речиси 17 минути игра, до сега на мечот е со ефектот 9 поени, 1 скок и 3 асистенции. Еве го бара 10-тиот. И успева да го постигне. Единаесети поен за Гилон. 69-52 Верц. Хотон има 4 лични грешки, да подсетнам. Хотон, Верц, Миловановиќ прв пат е на мечот. Дефанзивен скок, кошаркарот со број 5 Марко Миловановиќ. Убаво свртување, не и поени на Баковиќ, заглави на оние 8. И сега видовте како мина обидот на ТФТ и прекрасна блокада беше ова на Верц. Прва негова, втора тимска за екипата на ТФТ. Луис изнуди прекршок. 69-52, доста проблематичен трет период за МЗТ Скопје, во кој домашниот тим ево негатива од 23-19. Луис на линијата за слободни фрлања, не му оди баш најдобро денеска и продолжува со исти ритам. 7 поени до сега на Луис од линијата за слободни фрлања. Луис 2 од 6, 2 од 7 сега и 3 од 8. 8 поен, 69-53. Војдан Стојановски. Гилон. Не вреди оваа блокада на Хотон, иако имаше овде лична грешка, тогаш тоа е негова петта, да видиме. Петта лична грешка. Хотон прв играч кој го напушта на преварот поради 5 лични грешки. 4 поени, 4 скока, ниту една асистенција на Хотон на овој меч, инаку на првиот имаше подобар ефект од 11 поени и 6 скока. Поддршка за Андоновски, кој нема поени. 6,5 минути е вкупно на паркетот и еве го првиот негов поен, 70-53. Тайм-аут ТФТ.
or if they stay up in front, set our press break formation with 4, one guard and 4 and another guard to advance. Then play control offense. Then play control offense. This is our set. This is our set. Out with the ball. Trey. Who stays over here? Yola and Strachel. If he's not pressing the ball, control the shot clock, okay? Somewhere 10 seconds left. Trey, go. Curl, okay? Yola, go. And go this on empty side. Use the change spacing. We want this shot to be on empty side. If he's close by you, attack the closeout and try to finish strong, okay? Huh? No, bro. I said 10 seconds left. 10 seconds left. 3 on 3, 1, 2, 3. Се приближи ТФТ до бројот на тројките кои ги постигна МЗТ Скопје на мечот. МЗТ има 11 од 21 обид, 9 од 20 има ТФТ. Доминира домашниот тим под кошевите со 30 скока наспроти оние 21 на ТФТ. По две блокади на двете страни. Луис 70-53. Крстевски навлез, меѓутоа неуспешен, но крада топка кошаркарите на ТФТ. Зафиров, седми негов поен, 70-55. Крај на третиот период. Некако се разбуди ТФТ и ако е за нивна утеха, го добиваат овој период. Со резултат 26-20, 6 позитива за гостите. Инаку тимската статистика вели дека МЗТ Скопје за 2 поени има 46% успешност, 13 од 28 обиди, 8 од 21 ТФТ за 3 поени. Веќе реко пред малку, ништо не се смени во меѓувреме. 11 од 21 МЗТ Скопје, ТФТ 9 од 20, 31 скок до сега МЗТ Скопје, 21 ТФТ, 18-11 во сегментот асистенци, 6-4 во украдени топки за МЗТ Скопје статистички и во блокади 2-2. Што се однесува до ефикасноста на мечот, Делалич со 20 е најефикасен. Војдан Стојановски има 13, Гилон 11 поени. Тоа се единствените тројца или тројцата играчи кај МЗТ Скопје со двоцифрен ефект на поени, додека кај екипата на ТФТ за сега се истакнува Верц со 13 поени како единствен играч со двоцифрен ефект на постигнати поени. По 8 имаат Николов и Луис. Хотон кој го заврши мечот со 5 лични грешки, кај ТФТ 4 скока, Робев има 7 и е лидер во овој сегмент до сега на надпреварот. Завршни 10 минути, 70-55 во последниот период. Екипата на МЗТ Скопје влегува со плюс 15, ке подсетам дека во еден момент на овој меч има плюс 29, највисоки 65-36 домашните. Паковиќ е извадена оваа топка за шут за 3 поени и уште еднаш. Два пати Миловановиќ бие во серија и 2 пати промашува. Миловановиќ е на 0 поени. Луис. Поени за Луис, 10 негов, втори играч со двоцифрен ефект, 13 има Верц, 70-57. Некако се буди во вториот дел ТФТ, иако се уште е под контрола резултатот на мечот кога е МЗТ Скопје во прашање.
лична грешка на Крстевски, негова прва. Танаскович, Војдан Стојановски, 13 поени, 2 скока, 5 асистенции за Војдан Стојановски. Миловановиќ и еве ги првите поени за него. 72-57. Два пати шутираше пред малку за 3 поени, 2 пати промаши Миловановиќ, сега први негови поени. Има еден скок. Не успева ТФТ да го искористи овој напад. Гилон, Танаскович, Бакович, Миловановиќ, Гилон. Не се решава за тројка, има една на мечот. Танаскович не успева. Крстевски, Верц, Николов пред малку, па повторно Верц. Во дуел таму со упорнив Војдан Стојановски. Трета лична грешка за Војдан по овој дуел со Верц. Гледате, упорен беше и едниот и другиот да го истера своето. Луис вади надвор, малку невнимателен тука Николов. Имаше позиција за 3 поени, за 2 сега не успева Зафиров. Миловановиќ со дефанзивен скок, а има прекршок на спротивната страна. Тоа е Николов, четврта негова лична грешка по дуелот со Гилон. Николов 8 поени, 2 скока, 4 лични грешки, ниту една асистенција до сега на мечот. Николов кој на првиот меч имаше 8 поени, 5 скока и 2 асистенции. Сега нема тројка за Војдан Стојановски. Верц, Луис, Николов. Без оние поени кои ги имаше во првиот меч Ташовски, некако тоа недостасува во составот на ТФТ. Ташовски кој мечот го заврши со 24 поени, а Ташовски кој денеска има само 7 поени. Лична грешка Луис, трета негова. Еве го Ташовски во игра на местото на Луис. Војдан, Бакович извади тука позиција за Миловановиќ, трето промашување за 3 поени на Миловановиќ. Не му оди за 3 поени. Верц, Крстевски, грешка на Николов. Лесни поени за Војдан Стојановски. 15 негов, втор стрелец во својот тим, 20 има Делалич. 74-57. Тайм-аут ТФТ. Focus and mentally ready to play this type of game. Страхил. Значи од грешка у грешка. Овдека имаш два фаули кои не ти ги дуваат. А воедно Миловановиќ ни дава затоа што еден корак поише не можеш да примиш контакт у тело. У гапот да го затвориш малце повисок. Со Војдан си имаш мисмеч. 1-2 дриблинзи, после ми избаци пас. Let's do this. Focus. We are changing defense. If we score, we are in fist. Over here too, we will switch from catch and we will front.
okay? Two up, it's the next play. Two up, it's the next play, okay? When we will be alone, shut that ball! Shut that ball! Hey, continue to play. За сега не успева Борис Милковски да смени нешто во играта на својот тим и покрај сите напори кои ги дава тренерот на ТФТ, скопскиот тим не успева до сега да се врати резултатски во игра. Ја стопио на највисока предност од 29, меѓутоа овие 74-57 се резултат кој за сега едноставно го фаворизираат МЗТ Скопје да стигне до втората победа. Нема 3 поени за Зафиров. Може би ја газеше линијата. Во секој случај поени немаше. Измени во составот на МЗТ Скопје. Го гледате Војдан Стојановски, 15 поени, 3 скока, 5 асистенции, со 16 беше најефикасен на првата пресметка и сега нема поени тука. За кого е оваа топка на крајот? Дамјан Стојановски со реакција. Би било добро да го видиме ова уште еднаш, така е. И дали тука Луис играше последен со топката. Крстевски не успеа да запише поени и ќе се прегледува снимката. Реагираше и Дамјан Стојановски. Во секој случај предноста на МЗТ Скопје 74-57 на 6 минути точно до крајот. Овие 17 разлика се и тоа како комотни за домашниот тим. Ќе видиме каква ќе биде одлуката на судеите. Во секој случај статистички гледано МЗТ Скопје на овој меч доминантен во речиси сите сегменти и сосема заслужено има предност. Само ќе потсетам дека ТФТ само еднаш успеа да израмни 3-3 на стартот и толку, што се однесува до резултатската неизвестност. Беше 3-0, 3-3, 6-3, 9-3 за МЗТ Скопје, кој постојано ја контролира играта и резултатот. Да видиме. Дали има нешто спорно и во завршниот дел од акцијата на Крстевски. Топка за ТФТ на крајот. Не играл Луис последен. 74-57, 6 минути до крајот на надпреварот. Му треба чудо на ТФТ овде, а чуда не се случуваат секогаш. Ташовски, Луис, Ташовски, повторно Луис. Сака вака да солира, да влегува индивидуално и не е баш многу успешен во сето тоа. Луис, кој е втор стрелец со 10 поени, има 3 асистенции и 1 скок. Еве го тој дуел со Паковиќ. 3,9 секунди за овој напад на ТФТ. За 3 Зафиров од тешка позиција и нема тројка. Зафиров 7 поени, по 1 скок и 1 асистенција. Зафиров кој играше во Црндрин, Вардар, Охрид на првиот меч, 9 поени, 1 скок, неговиот ефект тука некаде
и на овој меч, но ќе речам уште еднаш и ќе подсетам дека недостасуваат оние поени на Ташовски, кој имаше дури 24 на првата средба, а денеска има само 7 за 18 минути игра. Гилон, па Баковиќ, Танасковиќ, Дамјан Стојановски комбинира со Танасковиќ доминантен со висината во дуелот со Луис. Луис прави лична грешка, негова четврта. 4 има и Николов. Тоа се двајцата играчи под закана за 5 лични. Котон веќе направи 5. На линијата за слободни фрлања Танасковиќ, 7 поени, 4 скока, 2 асистенции. Танасковиќ, кој на првиот меч имаше 15 поени и 7 скока. Денеска нешто послаб ефект. 75-57. Танасковиќ 8 поен. И останува на овие 8. Ташовски вади надвор за Зафиров. Негова позиција, 3 поени на Зафиров, 10 негов, 75-60, 15 негатива за екипата на ТФТ. Сега е 17 по поените на Робев, 5 негов, 77-60. Зафиров пред малку ја запиша втората тројка во 7-миот обид. Лош процент на успешност. Дефанзивен скок на Баковиќ. Се поизвестна е победата на МЗТ Скопје и тука дали се лизна Гилон. Брз е, меѓутоа погледнете, имаше ли овде контакт со Ташовски? Оттаму и реакцијата на Гилон. Во секој случај, топка за ТФТ. 4 минути 27 секунди до крајот. Убедлива предност од 17 плюс за МЗТ Скопје. Ташовски. Луис нема 3 поени. Баковиќ. Дамјан Стојановски. Баковиќ, 8 поени, 8 скока, 4 асистенции, неговиот ефект. Баковиќ не успева да стигне до 10-тиот поен. Луис, и сега погледнете каква е реакција на искусниот Дамјан Стојановски. Веднаш реагира дека нема прекршок. А реагираше и Луис. Петта лична негова грешка е слободни фрлања за неспортската реакција на Луис за Петков. Петти негов поен. 78-60. Котон и Луис со 5 лични грешки. Николов 4 има. Во составот на ТФТ. Зафиров ја бара својата трета тројка. Ташовски од тешка позиција, прекршок. Само втора тимска лична грешка на кошаркарите на МЗТ Скопје во четвртиот период. Втора лична грешка за Петков. Ташовски на линијата за слободни фрлања. Нема оди денеска, добро е чуван, добро внимаваа на него кошаркарите на МЗТ Скопје. Ташовски останува на досегашните 7 поени.
Две промашувања на Ташовски од линијата за слободни фрлања. Прв пат беше во ваква позиција на мечот. 0-2. Миловановиќ навлез, важат поените. Верц прави трета лична грешка. Убав лес на Миловановиќ, четврти негов поен, 80-60 плюс 20 за МЗТ Скопје. Ке подсетам 65-36 во третиот период, највисоки, плюс 29 за актуелниот шампион. Го бара својот петти поен Миловановиќ и успева да стигне до него. 81-60. 21 плюс за МЗТ Скопје. 21 плюс имаше домашниот тим на полувремето. 50-29 беше. Миловановиќ сега во елемент. Четврти настав во плей-офот, 5 поени му е просекот. Миловановиќ. Шести негов поен и седми за 83-6. Николов. Крстевски пред малку, па да видиме сега. Николов, Верц. Верц вади надвор за Крстевски. Овој не погодува. Добра игра во одбраната на МЗТ Скопје. 2 минути 36 секунди до крајот. Брзо се рехабилитира, ке подсетам уште еднаш, МЗТ Скопје по елиминацијата во полуфиналето од АБА-2 лигата и оној висок пораз од Спартак 98-64. Денеска убедли против ТФТ домашниот тим. МЗТ Скопје постојано има контролата резултатска на мечот. Робев за 3 поени. Осми негов поен. Робев кој стигнува до својата втора тројка во третиот обид. Робев 86-60. Нула прават кошаркарите на МЗТ Скопје во овој период. 10-0. Петко, седми негов поен, 88-60, 28 предност за домашниот тим. Каква атракција на Калхун, само четврти негов поен. 88-62. Навистина атрактивно, нема што. 4 поени Калхун, 1 скок, 2 асистенции. 3 поени Робев, трета тројка. 11 негов поен, 91-62. Повтор пат на мечот, 29 плюс за МЗТ Скопје. 65-36, 91-62, сега 65. Верц. И има поени за Верц, 15 негов. 91-67. Завршни 15 на секунди. Во НБА стил практично
се завршува овој меч со втора победа на МЗТ Скопје. 91-67 на тројка на Верц, со која што тој завршува со еден извонреден ефект на поени 18. На крајот МЗТ Скопје стигнува до лесна и убедлива победа 91-65 во последниот период 21-67-21-12 за домашниот тим на мечот на кој едноставно МЗТ Скопје постојано водеше, никогаш не беше под резултатски притисок екипата на МЗТ Скопје и заслужено запиша убедлива победа со 24 поени разлика, иако во два наврати имаше и по 29. Најефикасен во составот на МЗТ Скопје Делалич со 20 поени, Војдан Стојановски запиша 15, Робев 11 поени. МЗТ Скопје на овој надпревар постигна дури 13 тројки, се извинувам, од 27 оведи, 11 од 26 за 3 поени. Во составот на екипата на ТФТ се истакна Верц со 18 поени, по 10 запиша Зафиров и Луис. Серијата се сели во Калев. Сабота ТФТ го пречекува МЗТ Скопје со негатива 0-2 во победи. Почитувани, јас сум Ранко Илиевски, ви благодарам за вниманието. Гледајте и сакајте спорт на македонската телевизија. Пријатно од Јане Сандански.